Ноќното студио продолжува со нашиот трет гостин за вечерва, поранешниот министер за финансии Кирил Миновски. Добро вечер, ви благодарам што се одзвавте на поканата. Добро вечер, ми благодарам за поканата и ми представува задоволство да бидам гостин на вашата телевизија. Ви благодарам. Ќе започнеме со платите. Така некако и претходните два разговори ги започнавме. Според вас, колку лица се тие кои што се на минималец и кои што очекуваат барањето на Сојузот на синдикати за 600 евра минимална плата? Оваа дискусија поврзана со минималната плата е присутна во јавноста во изминатиот временски период. Таа заврши со овој штрајк кој што беше организиран од страна на Сојузот на синдикатите. Меѓутоа, она што сметам дека недостасува оваа цела дискусија и во водењето на трипартитниот диалог и генерално во креирањето на политиките е креирање на политики кои што базираат на некакви податоци, така наречениот evidence-based policy. И во овој случај она што недостасува е една сеопфатна анализа. Синдикатот спомнуваше некои бројки кои што ќе покажуваат колкав е нето ефектот, колкав број на луѓе се засегнати со евентуалното зголемување на минималната плата, колка ќе биде нето ефектот и на кој начин ќе влијае евентуалното зголемување на минималната плата на останатите економски параметри, пред се на економскиот раст, на продуктивноста на трудот, на вработеноста, на инфлацијата, на потрошувачката. Од тој аспект, јас учествував во изработка на една анализа која што покажува дека од зголемувањето на минималната плата би биле засегнати некаде околу 240.000 вработени. Според пресметките, нивелирањето на платите и носењето до ниво на минимална плата од 600 евра би предизвикало некако си вкупен трошок од околу 700 милиони евра, од кои што 300 милиони евра би биле за придонеси, за социјални придонеси и за персоналец, што значи дека тие директно веднаш ќе се вратат во државниот буџет. На основ на тие симулации и проекции, таквото зголемување би придонело за раст на бруто домашниот производ, на вработеноста во определени сектори, например во секторот за услуги, меѓутоа исто така и со незначително влијание врз зголемувањето на инфлацијата и на потрошувачката. Меѓутоа неопходно е ваква анализа да изработат и можеби да порача економско-социјалниот совет, кој што е тело кој што ги вклучува сите социјални партнери за да се овие дискусии да базираат на податоци, на релевантни податоци, со што ќе се олесни самиот диалог и процесот на носење на соодветни одлуки. Како се носат сега одлуките ако не се носат врз релевантни податоци? Па за жал, јас сметам дека освен во оние случаи во кои што сме дел од некакви меѓународни проекти каде што се користи искуство од меѓународна експертиза, најчесто во голема мера се реагира или адхок или без сериозни и продлабочени анализи за евентуалните трошоци и ефектите од спроведување на определени мерки. Каде или дали евентуално би имало негативен импакт од тоа? Па негативниот импакт треба да се анализира пред се спрема она што јас го гледав како податок врз основа на таа анализа, евентуално може да влијае на вработеноста во определени сектори и евентуално проблеми би се појавиле кај оние микробизнеси во кои што собствениците на бизнисот се воедно и вработени, се најчесто само вработени, па евентуалното зголемување на минималната плата дополнително би ги зголемило нивните трошоци за работење. Од тој аспект тука може да се реагира со други мерки на економска политика. Јас имам пишувано на таа тема, пред се во поглед треба да се размисли за зголемување на прагот на ДДВ пред се за овие мали бизниси, на начин што тој би се изедначил со она што е праг на ДДВ во земјите од регионот, пред се Србија, Хрватска, меѓутоа и Европската унија, со што би им се обезбедила дополнителна можност на овие мали бизниси за раст без да бидат подложни на некој дополнителен даночен режим. Воедно треба да се размисли за креирање на деловно обкружување кој што ќе ги стимулира овие бизниси, пред се оние кои што се во стартап фаза, заради тоа што
на почетокот еден од клучните проблеми за развојот на бизнисите представува така наречениот пристап за финансии и треба од тој аспект да се размисли на кој начин треба да им се помогне на овие бизниси во тој почетен временски период за да може евентуално добри идеи понатаму да бидат соодветно развиени и да дадат соодветен принос на економскиот развој. Значи, она што треба внимателно да се анализира со ова зголемување на евентуално зголемување на минималната плата е импактот врз пред се оној мал микробизнис кој што е каде што сопственикот на компанијата најчесто и самовработен, да. Токму тие се изминатиот период кој што и најгласни беа или најголеми стравувања во јавноста искажаа дека практично треба да стават клуч на врата доколку нели се направи тоа зголемување на минималната плата од 600 евра. Остварливи се нивните стравувања за тоа? Не само за тие мали бизниси, 9 до 5 вработени, ајде да кажеме. Па реално, генерално доколку се анализира структурата на кредитите, ќе видиме дека 30 до 40% од кредитите кои што ги имаат компаниите се краткорочни кредити. Тоа значи дека генерално постојат големи проблеми во поглед на ликвидноста. Еден од акутните проблеми кои што постои во македонската економија е секако и таа култура на неплаќање, меѓусебно долгување на фирмите, така да тоа се сите аспекти кои што секако ги аргументираат овие изјави кои што ги има малиот бизнис. Меѓутоа, она што е суштествено, што ја би се вратил повторно на она што го говорев, неопходни се сеопфатни анализи, кои што врз база на соодветни методологии, на основ на кои што ќе се анализираат сите аспекти на кој начин се засегнати сите чинители во овој процес, за да се донесат соодветни одлуки кои што ќе бидат во бенефит на најголем дел од општествените чинители. Зошто сме сведени, го споменавте, долгувањето меѓу компаниите? Денеска разговарав со еден бизнисмен кој што го проширува својот бизнис во соседството, конкретно Косово, Албанија и Србија. Вели дека клиентите со кои што соработува, деловни партнери во другите земји, за разлика од тука кај нас во Македонија, дека редовно ги подмируваат нели фактурите, додека кај нас има проблем со наплата од 2, 3, 4 години, дури пак бил приморан да тужи компанија домашна тука кај нас со која соработувал и спорот го загубил поради корупцијата во судството кај нас, а компанијата се уште е должник кај него. Зошто таа култура ја нема кај нас? Едно е да се работи секако значи за деловна култура која што е несоодветна, а вториот начин е што неопходно е можеби институционално да се делува. Постојат повеќе начини. Еден начин е преку кредитни бира кои што обезбедуваат транспарентно информации во поглед на бонитетот на фирмите, за да се знае со која фирма однапред пред да се влезе во некакви должничко-доверителски односи, какво е портфолието, каков е бонитетот на фирмата, за да на основ на тоа се носи одлука дали да се соработува воопшто или не. А вториот е да се изнајдат механизми во кои што преку договори со извршни клаузули без да се оди во судска постапка или на мирно разрешување на спорови, да може многу лесно да се изврши наплатата на фактурите каде што е јасно дека е испорачан определен производ или определена услуга. Овие реформи се дел од она што се нарекува деловно обкружување и бизнис клима и впрочем креирањето на соодветна бизнис клима е еден од клучните приоритети за поттикнување на инвестициите и развојот на бизнисите, за да не се случува луѓето што се стопанственици успешни овдека да ги селат бизнисите во соседството. Треба да се потрудиме да обезбедиме соодветна деловна клима, соодветен амбиент во кој што тие ќе бидат сигурни да инвестираат, ќе бидат сигурни дека она што го произвеле, го продале како производ или услуга ќе може да го наплатат без сериозни проблеми или влегување во тие судски лавиринти. И дополнително дотолку повеќе што може да се случи да ги изгубат и тие спорови ако реално испорачале производ со соодветен квалитет или соодветна услуга во предвидениот временски период. Тоа е сериозен проблем кој што треба да биде анализиран заради тоа што ги тангира сите економски субјекти кои што се присутни на пазарот и треба да се искреираат соодветни политики, да се искреира соодветен деловен амбиент заради тоа што деловниот амбиент е клjuč на инвестициите. Доколку немаме поволен деловен амбиент, во тој случај
и оние што се претприемачи кои што имаат идеи не се заинтересирани да отвараат сопствени бизниси, оние кои што имаат сопствени компании се воздржуваат од инвестирање, или оние кои што имаат доволно средства за живот дури ги извлекуваат парите од циркулација и воопшто не ги инвестираат во бизнис, што секако не е во интерес на државата, заради тоа што секоја држава треба да го поттикнува претприемачкото однесување. Затоа што впрочем двигател на економијата се луѓето кои што се претприемачи, оние кои што превземаат ризик, кои што вработуваат луѓе, кои што нешто произведуваат, било да станува збор за производ или за услуга. Тие се двигатели на економскиот развој, луѓето кои што имаат иницијатива. Колку фактурата може да помогне за таа култура? Па, фактурата е еден проект, една стара иницијатива кој што до сега требаше да биде имплементиран. Сега во тест фаза чином започнат. Тоа е дел од една активност која што се нарекува целосна дигитализација, која што требаше оддавна да биде спроведена, заради тоа што ние сме мала економија, тоа можевме да го спроведеме, за да не доаѓаме во ситуации да имаме некакви даночни пирамиди, меѓутоа секако дека како проект е добро да се имплементира и сега, заради тоа што на овој начин може да се постигнат повеќе цели. Првата цел да се избегнат оние пирамиди кои што се поврзани со префактурирањето и со повратот на ДДВ од една страна, меѓутоа со тоа се отвора и простор за она што го говорев. Подигнувањето на прагот на ДДВ за овие мали бизниси, заради тоа што преку фактурата лесно ќе може да се види доколку некој издава фиктивни фактури. Во секој случај ќе придонесе за намалување на овие случаеви кои што се поврзани со злоупотреба на повратот на ДДВ. И треба да го забрза тој процес и да го олесни тој процес. Јас дополнително дури се залагам за целосна автоматизација на тој процес преку поврзување на клучните институции. Тоа беше една иницијатива уште во 2016 година, за кој што беа обезбедени средства од Светска банка, во кој што би се поврзале управата за јавни приходи, трезорот и другите побитни институции, Царинска управа, Централниот регистар, и каде што врз основа на определен алгоритам би се одело со поврат на ДДВ преку таа интерконекција, интероперабилност на управата со јавни приходи со Трезор, каде што врз основа на да кажеме врз основа на определен алгоритам согласно на дневната ликвидност, без некакви посериозни човечки интервенции би одел тој поврат на ДДВ. Ќе ве навратам на темата со која што започнавме со платите и минималната плата. Дали евентуално то хипотетички сега разговараме донесување или зголемување на минималната плата би значило и зголемување на трошоците за живот и основните прехранбени производи во маркетите? На основа на онаа симулација, како што споменав на почетокот, која што ја имам погледнато, влијанието врз инфлацијата ќе биде незначително. Би било незначително. А како од друга страна работниците би останале заштитени, бидејќи знаеме дека и во претходниот разговор слушнавме дека се уште има работници кои што, иако се водат на минимална плата, другиот дел од платата им се исплаќа дали во пликов, дали како хонорарец, практично не ги добиваат сите работнички права кои што им следуваат. Тоа представува навистина сериозен проблем. Решението е доста комплексно. Од една страна и работниците доброволно се прифаќаат такви услови заради тоа што обезбедуваат дополнителни средства кои што им се неопходни нели за екзистирање, а од друга страна државата е неефикасна во процесот на контрола на работодавците и во контролата на исплатите. Неопходно е, значи единствен начин е преку оваа интероперабилност, целосна дигитализација, каде што би се контролирале тие текови на пари и би се намалил просторот да се врши исплата во готовина. Тоа е единствен начин. Значи, заради тоа, јас во моите јавни настапи највеќе говорам за таа дигитализација, затоа што таа представува навистина алатка за зголемување на транспарентноста на работењето, меѓутоа и на намалување на оваа даночна евазија, која што очигледно дека постојат различни механизми преку кои што се заобиколуваат законските прописи. А државата е на овој начин како што се структурирани
институциите тие имаат и организацијски и човечки лимити, не се во можност да исконтролираат све. Неопходно е заради тоа да се користат други алатки, современи алатки, преку кои што ќе се стесни овој простор за да кажеме сива економија или сиво работење. Зошто се намалуваат странските инвестиции во Македонија? Па генерално, она што оние трендови кои што се случуваат во глобалната економија, после ковид пандемијата, војната во Украина, оваа глобална нестабилност која што постои го намали обемот на странските директни инвестиции на светско ниво. Тие падна од 5 на 1%. Тоа значи дека сето тоа има импакт и врз поширокиот регион, а ќе има импакт кај нас не само сега, туку и подолгорочен импакт. Заради тоа што светот се менува, глобализацијата која што ја познававме до сега се менува. Се повеќе се оди на концепт во кој што се создаваат економски блокови во кои што ќе се креираат царински и други нецарински, нетарифни бариери преку кои што тие пазари ќе бидат штитени. И од тој аспект, она што ние можеме да го очекуваме е единствено инвестиции кои што би дошле или од регионот или кои што би доаѓале пред се од земјите членки на Европска унија. Меѓутоа сведоци сме дека и тие држави поради проблемите со кои што се соочуваат настојуваат да ги задржат што поголем број од инвестициите во границите на сопствените национални економии. Затоа неопходно е на ова прашање сериозно да му се пристапи, да се изгради соодветна стратегија евентуално за привлекување и на странски инвестиции, меѓутоа ние треба да видиме на кој начин можеме да го ангажираме и оној капитал кој што се наоѓа во банките, кои што го поседуваат граѓаните, како да се искреира окружување за инвестиции, заради тоа што гледаме дека има доста депозити, имаме доволно средства, меѓутоа за да имаме инвестиции треба да имаме инвестицијски амбиент, инвестицијска клима, она што претходно го говорев, и тоа се многу битни параметри. Не секогаш, значи странските инвестиции се битни заради тоа што носат свеж капитал, меѓутоа некогаш мораме да бараме решенија и за домашни поттикнување на домашни инвестиции, меѓутоа и генерално изнаоѓање на решенија кои што се нарекуваат out of the box, нестандардни решенија преку кои што ние би можеле да привлечеме евентуално некаков дополнителен капитал кој што ќе даде некаков поттик на економијата. Тоа може да се прави секако и со државни политики во кои што државата ќе биде активен учесник преку креирање на амбиент или стимулирање на јавно-приватни партнерства во определени сфери, пред се тоа може да биде сферата на инфраструктурата, меѓутоа може да биде и во делот на телекомуникациите, во делот на енергетиката, каде што ќе игра многу по-проактивна улога и на тој начин ќе биде гарант евентуално за привлекување на странските инвеститори преку поголема предвидливост на нивната инвестиција. Заради тоа што доколку државата транспарентно влезе во тој процес, секако и гаранцијата која што ја добива потенцијалниот инвеститор е поголема. Меѓутоа неопходни ни се решенија кои што ги применуваат и држави со слична големина, треба да имаме отворени за идеи, заради тоа што предизвиците со кои што се соочуваме денеска, меѓутоа и со кои што се соочуваме поради оваа непредвидливост која што постои на глобалните пазари, ќе бидат се поголеми и ние мора да развиваме соодветна стратегија во која што ќе се адаптираме на промените, меѓутоа и ќе знаеме што сакаме да развиваме и на кој начин да ги поттикнеме инвестициите во тие сектори кои што се битни за државата. Тоа се пред се најзначајни, овие кризи покажуваат дека најзначајно е енергетската стабилност и безбедноста во снабдувањето со храна. Тоа се два клучни сектори. Македонија ги има сите предиспозиции во овие две сфери да направи нешто повеќе. Колку сме направиле до овој момент или пак сме можеле да направиме во однос на енергетиката, еве конкретно ја споменавме, се најавува со години, слушаме дека и згаснување целосно на регбито, кој што произведува повеќе од 80% од електричната енергија во државава, или пак негова идна гасификација со цел исфрлање на јагленот и тие штетни емисии на CO2. Па очигледно не сме направиле доволно.
Доколку ги гледаме билансите, Да не споменуваме Чебрен и Галиште, веќе мислам дека. Значи, она што можеме да кажеме дека најголемиот дел од енергетските капацитети ние ги имаме наследено од поранешна социјалистичка република Македонија. Значи, во од осамостојувањето овие поголеми капацитети кои што се изградени, мислам дека е Козјак, евентуално браната Козјак и мислам дека беше Тето, така од прилика. Меѓутоа тоа не е доволно очигледно со оглед на тоа што поборувачката за енергија се зголемува, повеќе говориме, ова се стари проекти. Чебрен е проект кој што е можеби 50 години стар, уште не реализиран. Знаеме за проектот Вардарска долина кој што предвидува и 112 хидроцентрали, меѓутоа тоа се проекти за кои што повеќе се говори гасификацијата, меѓутоа конкретни мерки нема и тоа може да се види од оној биланс кој што го имаме во тргувањето со електрична енергија, каде што ни се случува да во моментот кога е најскапа електричната енергија имаме најголем увоз. Очигледно е дека немаме соодветна енергетска политика, немаме соодветна енергетска стратегија и не се прави доволно во оваа сфера. Неопходно ни е она што се нарекува базна енергија. До сега таа базна електрична енергија ние ја добивавме од рек Битола, доколку се оди на згаснување на рек Битола треба да се најде замена може да биде, не знам, или некаква форма на мини нуклеарни централи, нешто што го прават дел од европските држави, Полска, мислам дека направи. Не може да бидат сончевата енергија. Сончевата енергија може да се користи, меѓутоа таа не може да се користи како базна. Но и тука се јавува проблемот со складирањето и со тој аспект Чебрен е многу добра солуција заради тоа што тоа би била на некој начин природна батерија. Би имало позитивен импакт и во искористувањето на водата и пред се во зачувување на оној екосистем таму, екодиверзитет кој што постои, меѓутоа неопходни се конкретни мерки. Доколку ние имавме јасна стратегија и визија и како држава дури можевме и со сопствени ресурси до сега да изградиме некој посериозен капацитет. Време е да од тие говорења да се премине на конкретна акција заради тоа што потребите за енергија се зголемуваат, енергетската стабилност е многу битна, пред се поради непредвидливоста на геополитиката и на сите случувања. Заради тоа и се почесто се говори за една посебна дисциплина, таа се нарекува геоекономика, заради тоа што геополитиката влијае на некој начин и на економските случувања. Енергетската безбедност е многу битна и ние тоа треба што поскоро да преминеме во градење на тие капацитети, каде што мора да има државен удел, државата мора да има јасна собственост, не може да само приватна иницијатива, приватен капитал без некаков бенефит за државата. Мора да го заштитиме државниот интерес, тоа не е социјализам, напротив, речиси сите развиени земји постои јасен удел на државата во клучните енергетски сектори, тоа е тренд за кој што во моментот говорат речиси сите најразвиени држави во светот, заради тоа што на тој начин си ја гарантираат собствената енергетска безбедност. Тоа е и безбедносно прашање, од тој аспект многу е битно јавниот интерес да биде заштитен. Во користењето на јавните ресурси, независно дали станува збор за сончева енергија, за вода, за енергија која што се добива од ветер или во реализација и имплементација на вакви проекти како што представува, не знам, евентуално градење на некакви мини нуклеарни користење на некои технологии базирани на нуклеарна енергија. Идеја заеднички проект со Бугарија, но и тој се изјалови. Некако го споменав ова бидејќи пред месец дена во грчките медиуми читав дека го згаснуваат и последниот термоблок и се преминува на производство од други извори на базна енергија, а од друга страна пак ние ги почувствувавме последиците од војната во Украина, веќе 4 години се навршија, а бевме пак и сведоци така неодамна кога пола државни остана без струја, па преку бугарски системи пробувавме да се спасиме некако. Јаглено дефинитивно го напуштаат земјите членки на Европска унија заради пред се проблемите кои што се појавуваат со уништување на животната средина и загадувањето. Впрочем и ние немаме некои резерви големи на јаглен и тој јаглен е со низок квалитет, така како што гледаме дека околу тој јаглен имаме и доста коруптивни скандали, коруптивни афери кои што се поврзани со рек Битола, кај што се одлеваат значителни суми на пари. Наместо да ни се одлеваат такви суми на пари, можеби до сега можевме да изградиме некое друго решение.
можеби низ јавно-приватно партнерство, соработка со други држави, со кои што на некој начин ќе имавме и стабилно снабдување со енергија и ќе се избегнаа овие, да кажеме, несакани ситуации, ќе ја обезбедевме енергетската безбедност во интерес на граѓаните. Да, кога веќе сме кај геополитиката, само едно прашање пред да преминеме на друга тема. Владата пред недела дена објави дека е на пат за склучување на договор со Соединените Американски држави, каде што се предвидува одстапката наша би била 0% тарифи за производите амерички. Како вие коментирате ово? Па генерално гледаме дека тамо ситуацијата неколку пати се промени. Во меѓувреме имаше, мислам дека одлука на нивниот врховен суд со кој што повторно се појави па 15% најави. Окружувањето е навистина непредвидливо. Тоа е и тешко може да се коментира. Она што ја би се вратил на повторно на она што претходно го говорев. Некаде во 90-тите години Светската трговска организација стапи на меѓународната сцена после долгите преговори кои што се водеа во така наречената уругвајска рунда на преговори и ГАТ за намалување на царините и постигнување на договор. На сцена стапи Светската трговска организација и на некој начин глобализацијата ја доживеа својата кулминација. Во меѓувреме гледаме и со случувањата во Соединетите Американски држави, со растот на кинеската економија се менуваат економските парадигми, се повеќе имаме затварање царински и друг вид на нетарифни бариери, и тоа има импакт врз нашата економија. Зашто? Заради тоа што нашата економија е мала, отворена економија, ние ако гледаме колкава ни е надворешно трговската размена, ќе видиме дека имаме огромен износ на средства, на размена, која што ја правиме, и од тој аспект за нас е битно колку што е можно да имаме пристап со помалку бариери до поголеми пазари. Нашата ориентација очигледно е интегрирање во Европската унија покрај овие политички бариери, меѓутоа за нас најдобро решение секако представува единствениот пазар, заради тоа што најголем дел од надворешно трговската размена е со земјите членки на Европската унија. Таа се движи некаде 70%, доколку се додадат и земјите од регионот стигна и до 80%, значи најзначаен надворешно трговски партнер за нас представува Европската унија. Ова во однос на ова тргување, овие царински бариери, секое намалување на царинските бариери е позитивно за нас, доколку имаме таква ситуација, меѓутоа она што е карактеристично е дека кога говориме за Соединетите Американски држави, тоа е специфичен пазар, голем пазар, за да се дури и со 0% царини за македонските компании е прилично тешко да се пристапи до тој пазар, заради тоа што се неопходни опрени ресурси, има секој пазар има опрени специфики, неопходна е соодветна подготовка за извоз, постигнување на тие стандарди кои што се неопходни за тој пазар, неопходна е таму економија на обем, така да добро е да имаме пристап до големи пазари, меѓутоа суштественото прашање е пред се колку е нашата економија спремна, дали имаме компании и бизниси кои што можат да понудат производи и услуги во толкав обем за да ние бидеме конкурентни на тие пазари. Меѓутоа за нас најдобра опција би било секако доколку имаме можност лично ако имаме политички проблеми, како што тоа го имаат земјите од ЕФТА, да имаме пристап до единствениот пазар, заради тоа што се работи за еден од најбогатите пазари и еден од најголемите пазари во светот. Дополнително тој се зголемува и преку договорите што Европска унија ги склучува со други земји, пред се со земјите од Меркосур, тоа се земјите од Јужна Америка, што значи дополнителен пристап до дополнителен пазар од уште 1 милиарда луѓе, и последниот договор кој што беше, мислам, постигнат со Индија, кој што секако значи дополнителни можности за оние кои што имаат пристап до заедничкиот европски пазар. Ќе преминеме на една многу важна тема. Деновиве се појавија податоците за минатата 2025 кои што велат дека се искоцкани 2,8 милиарди евра. Кој е вашето мислење за ова?
Па доколку ја анализираме оваа бројка, тоа би дошло околу 18 до 19% од БДП, доколку се споредат овие податоци со она што представува стандарди во Европската Унија, каде што оваа бројка е од 1 до 2% од БДП, тоа покажува дека имаме тренд кој што треба да не загрижи. Пред се заради тоа што оваа индустрија на игри на среќа креира еден екосистем на зависност на луѓето, меѓутоа исто така и околу нејзе се појавуваат и низа други негативни нус појави кои што влијаат на растурање на семејствата, на уништување на човечки судбини. Тоа е прашање кое што сериозно како држава треба да не замисли од аспект на тоа какви вредности сакаме да промовираме, независно што е формално гледаме дека станува збор за некоја голема бројка, меѓутоа нужно е да ги анализираме сите аспекти кои што една таква индустрија ги носи. Какви вредности промовираме кога на секој поединец е достапно на интернет да се коцка, или пак деца кои што го напуштаат училиштето и на 100 метри, помалку од 100 метри имаат казино? Мора да се најде начин да се направат определени ограничувања или да се направат определени зони во кои што евентуално би се дозволиле тие, би се дислоцирале од училишта, од населени места, би се намалил пристапот заради тоа што дефинитивно вредностите кои што едно општество треба да ги промовира секако се разликуваат од коцкањето. Заради тоа што тој развива, го развива и тој цел екосистем во кој што имаме, брзи кредити, во кој што луѓето после тоа навлегуваат во така наречен должнички вртлок од кој што тешко може да се излезе. Да, имаме секојдневно случаи во кои што гледаме како завршуваат тие должници, особено на тие брзи кредити. Што покажува вашата... Имаше и се извинувам што ја прекинувам, меѓутоа ова е прашање со кој што треба да се развие една поширока општествена дебата во кој што ќе учествуваат и религиозните заедници, треба можеби тука да се вклучат образовниот систем, значи луѓето од сферата на образованието, заради тоа што многу е битно да се размислува и од аспект на тоа кои се вредностите, кои се етичките и моралните норми што ние сакаме да ги изградиме во едно општество, што сакаме да изградиме како општество, што сакаме да оставиме како наследство на идните генерации, какви вредности сакаме да промовираме во општеството. Заради тоа што само општества кои што промовираат здрави вредности имаат добри перспективи. Од каде доаѓаат овие пари? Па тоа е навистина прашање, тоа треба да биде прашање на сериозна анализа, да се види дали реално 2,8 милиарди евра може да бидат на некој начин прокуцкани во држава со 1,8 милиони населени. Тука гледат одредени пропусти можеби или зајакнување на законитоста, можеби корекција? Па постојат механизми и во рамките на постојниот систем, меѓутоа неопходно е да се прават посериозни контроли, заради тоа што постојат обврски во делот на управата за перење пари, во управата за финансиско разузнавање. Неопходно е да се прават соодветни анализи да можеби да се користат определени инструменти, позасилени контроли и мониторинг за да се види дали е тоа реално или нереална бројка. Цена на недвижности, тема која што е исто така многу актуелна, да се купува стан сега, да се чува да не се продава или пак да се купува во иднина? Па кога говориме за цените на недвижнини, една од причините зашто растат цените на недвижнини е заради тоа што недвижнините се сметаат за чувар на вредноста на парите. Заради инфлацијата се сметаше дека вложувањето во недвижнини со оглед на тоа што кај нас инвестирањето на берзата, гледаме и по податоците дека се намалува тргувањето на берзата, заради системските слабости кои што ги има во делот на корпоративното управување, луѓето не сакаат да инвестираат на берза, често пати не ги добиваат и
тие посакувани дивиденти поради кои што инвестираат впрочем во акции, не постојат IPO-а, односно нови емисии на хартија од вредност или нови компании кои што би сакале да се трансформираат во акционерски друштва, значи можностите за лимитирање на берзата се многу мали и во услови на постоење на перманентна инфлација, инвестирањето во недвижнини се смета како чувар на вредноста на парите. Луѓето инвестираат во недвижен имот со креирање на очекување дека цената на становите постојано ќе се зголемува. Заради тоа што економијата базира на очекување, на перцепција за тоа што ќе бидат идните случувања. Но доколку може се зголемува цена од друга страна, зголемувањето на цената на становите креира други проблеми, пред се проблеми кои што се поврзани на некој начин и со демографијата, со стимулот на младите луѓе за останување во државата, меѓутоа и за основање на семејство и на многу детни семејства, кои што на нас ни се неопходни поради сите оние проблеми кои што ги имаме со депопулацијата, ниските стапки на фертилитет. И од тој аспект, она што недостасува е постоење на политика во погледот на стамбено домување. Неопходно е тука државата да има јасна стратешка визија на кој начин ќе го решава овој проблем, на кој начин ќе стимулира полесен пристап на овие млади луѓе до станови. Впрочем, и тука е неопходно внимателно следење на случувањата на пазарите на недвижнини, заради тоа што постојат опасности од така наречени прегревање на пазарот на недвижнини, кои што често пати доведуваат и до кризи. Најголемите економски кризи, впрочем азиската криза, кризата од 2008 година се поврзани со пазарот на недвижнини. Треба да се биде внимателен од тој аспект и треба да се анализираат состојбите, меѓутоа да се биде проактивен како држава преку креање на соодветна политика на домување. И преку анализа да се види во поглед на можеби корекции во делот на даноците на имот, да се види колкав е бројот на станови кои што оптимално му се неопходни на едно семејство, дали тука нешто се случува. Но голем број од тие станови се празни, тоа го покаже и пописот последниот направен. Од тој аспект, значи, треба да се влијае преку државните политики. Има државата инструменти како може да влијае. Од една страна треба да се анализира бројот на оние кои што не може да дојдат до станови, од друга страна треба да се утврдат јасни критериуми во поглед на даноците на имоти за тоа што се смета за нормална потреба, например, на едно семејство, а што представува луксус, и од тој аспект да се обезбедат дополнителни даночни приходи во буџетот, заради тоа што секаде во тој сегмент постои некоја форма на дополнително даночно оптоварување. Ја споменавте берзата, сакам малку да ве навратам на неа. Колку сме финансиски писмени или едуцирани, ајде да не звучи многу грубо, колку сме како нација финансиски едуцирани? Имаше период кога независно од финансиската писменост, некаде тоа беше пред 2008 година, кога берзата стана, инвестирањето на берзата стана многу атрактивно. Тешко е да се говори генерално и денеска има луѓе кои што инвестираат, пред се тој тренд е присутен кај младите, дури инвестираат и во нешто што на пример мене ми изгледа нереално, ризично или нереално, или во крипто, или користат различни инструменти преку кои што се инвестира. Меѓутоа дефинитивно се правеа определени обиди. Мислам дека има и некои иницијативи од страна на Народната банка, Министерството за финансии, не знам колку е присутно во тој сегмент, берзата, меѓутоа дефинитивно генерално воопштено е тешко да се говори за какво е нивото на финансиска писменост. Еве да го преформулирам, треба ли да се додаде дополнителна едукација кај младите, дури од основно образование за финансиска писменост? Мислам дека такви иницијативи постојат од страна на Народната банка, меѓутоа треба да дефинитивно да се стави акцент на финансиска писменост, треба да се стави акцент на претприемништвото, на водењето на бизнисот, на иновациите, на примена на иновациите. Тоа се аспекти кои што се многу значајни.
на така наречената економија базирана на знаење или knowledge based economy. Тоа се аспекти кои што се многу битни и неопходно е тие да влезат во образовниот систем или во така нареченото доброволно образование кој што би се спроведувало или од некои институции, меѓутоа тука може да бидат проактивна улога да имаат и стопанските комори и другите чинители во општеството. Меѓутоа едукацијата е еден аспект. Друг аспект представува неразвиеноста на пазарите на капитал во Македонија. Главната причина тука ја гледам заради тоа што најчесто стандардите на корпоративното управување се на многу ниско ниво и вистинското акционерство никогаш не заживеа во вистинска смисла на збор заради тоа што многу често правата на малите акционери не се штитат на соодветен начин. Од тука произлегува и недовербата на луѓето да инвестираат на берзата, со исклучок на определени компании кои што се стабилни, кои што работат транспарентно, кои што имаат висок степен на ликвидност на нивната акција и кои што исплаќаат соодветни дивиденди на крајот. Освен тоа, таа неатрактивност кон македонската берза може да се заклучи и дека можеби е лесно манипулативна или пак има недоволен волумен на трговци, на продавачи, на купувачи на тие хартии од вредност? Па дефинитивно има недоволен волумен заради тоа што, како што споменавме, овие фирми кои што сега котираат, тоа се најчесто фирми кои што се од социјализмот, кои што се трансформирани во процесот на приватизација. Ние немаме ниту една фирма која што била креирана со преку IPO или се трансформирала од до во акционерско друштво. Во овој дел постојат модели за решавање на овој проблем, за заживување на пазарите на капиталот, меѓутоа и за решавање на оние енергетски проблеми преку проактивна државна политика, како што споменав. Ако државата се јави како гарант или се формираат определени компании во определени сфери, не знам, во менаџирање на соларна енергија или во менаџирање на енергија за ветер, може многу лесно да се приберат тие пари преку берзата и со тоа да се заживеат овие пазари на капитал. Меѓутоа, никој не размислува во таа насока. Државата може да биде активен чинител во развојот на пазарите на капитал преку креирање на нови субјекти кои што ќе котираат на берза. Со тоа ќе се заживеа и пазарите на капитал, меѓутоа ќе ги решиме и овие проблеми кои што ги имаме во сферата на енергетиката, па може да се развиваат и компании во други сфери, може да направиме нов телеком државен, например, на овој начин или со некој државен удел, во кој што слободните пари кои што ги имаат граѓаните ќе можат да ги инвестираат преку нови IPO на берзата. А не да стојат во банка. На тој начин се дава еден нов импулс на економијата, се динамизира економијата. Меѓутоа, неопходна е поголема транспарентност, неопходна е поголема контрола на стандардите на корпоративно управување и издвојување на двете функции на капиталот, собственичка и управувачка. Кај нас најчесто собствениците управуваат со капиталот и потоа настојуваат да ги трансформираат акционерските друштва во некоја форма на доели или до. Затоа имаме проблем со овие пазари на капитал. Многу проблеми, а очигледно имаме проблеми со буџетот. Во каква кондиција е според вас буџетот? Па, кондицијата на буџетот можеме да ја дознаваме на основ на оние информации кои што ни се доставуваат од Министерството за финансии. Ние други информации немаме. Тоа се на основ на законот за буџет, се анализираат приходите и расходите на дневна основа и се компарираат со она што е предвидено на приходната и расходната страна. Дали е динамиката на наплатата соодветна на она што е предвидено. Изминатата година имавме потврлање на приходната страна. Оваа година ќе видиме со каква динамика, дали е реално тоа буџетско планирање или е нереално. Меѓутоа, дефинитивно клучот на буџетот е не само во правилното проектирање на приходите, туку и во настојувањето да е што е можно повеќе да се стегне или да се рационализира расходната страна. Сите оние непродуктивни трошоци да се намалат на минимум и едноставно да инсистираме на намалување на тој буџетски дефицит
заради тоа што преку намалувањето на буџетскиот дефицит се намалува и вкупната задолженост на државата. Нужно е, значи, таа фискална консолидација да ја спроведуваме што е можно поскоро. Ве прашувам бидејќи деновиве ја отворив, ја симнав програмата за работа на владата за 2026. На 33-та страница пишува во месец јуни предлог за изменување и дополнување на буџетот на Македонија за 2026. Дали зошто владата би планирала од сега ребаланс на буџет? Па јас не се сеќавам дека тоа било пракса да ние планираме ребаланс на буџет. Доколку има потреба се прави ребаланс на буџет. Нема потреба да тоа биде вклучено. Секоја година имаме потреба. Да. За крај едно прашање кое што се надевам ги интересира многу и од гледачите. Во декември како новогодишна честитка УЈП, да не речам на секој втор трет граѓанин во државава испрати УЈП писмо со некаков прилив кој што го имале граѓаните 2020-2021 од странство, хонорарни соработки или било што за плаќање на пресметан данок на доход со налог за исплата. Па имаше протести во Куманово, имаше во Скопје. Како гледате вие на тоа? Па тоа е, иако постои простор за да се задолжуваат сите оние кои што не платиле данок, тука гледам како неажурно постапување на управата на јавни приходи, за јавни приходи, заради тоа што управата за јавни приходи по завршувањето на секоја календарска година до крајот на мај месец треба да издаде решение на основ на кој што доколку постои некакво отстапување во или неплатен данок ќе биде задолжен секое лице, значи ќе биде задолжено или секој даночен субјект за износот кој што треба да го доплати. На овој начин се креира еден амбиент во кој што голем дел од тие граѓани сметаат дека се оштетени, заради тоа што не биле благовремено информирани од страна на управата за јавни приходи. Да, но се бараат докази кои што не може да се обезбедат во моментов. Доколку се работело за 2020 година, во тој случај во 2021 година тие требале да бидат задолжени ако евентуално постоеле некакви отстапувања или некаков износ на данок кој што треба да се доплати. Понатаму неопходна е едукација на луѓето кои што работат во странство, заради тоа што во поглед на тие даночни ослободувања и треба тие да се применуваат и во пракса. Ако тие лица биле значи повеќе од 6 месеци надвор од државата и со таа држава ние имаме подпишано договор за избегнување на двојно оданочување, во тој случај тие лица не треба да бидат задолжени, заради тоа што може да се случи и да дел од тие лица понатаму не ги пријавуваат своите приходи во државата или не ги добиваат тие приходи тука ги добиваат во некои соседни држави или на некои други дестинации со цел да го избегнат плаќањето на овие давачки или да ги чуваат средствата надвор од државата. А колку тие приходи се клучни за нас? Па тие или еве во случај да кажеме дека тие приходи поради новите да не ги наречам закани или писма кои што ги испрати УЈП, одлучат наместо парите кај нас да ги донеха ги чуваат надвор државата. Па секако дека кога парите се надвор од државата, тие не влијаат на развојот на економијата. Ако се во државата, дури и доколку се на банкарска сметка, банките ги инвестираат во државата или купуваат записи или даваат кредити и работат со тие средства. Така да нашиот интерес е да привлечеме што повеќе пари во Македонија. Ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам за поканата. Вам почитувани, ви благодарам што бевте со нас повеќе од 2 часа во првото наше ноќно студио. Повторно ќе се видиме во вторник во 20 часот. Пријатна вечер.